Почитувани гледачи, добра вечер. Ова е визави на програмата на ТВ Канал Виз. Мој вечерашен гостин е заменик народниот правобранител господинот Славчо Тимов и со него ќе поразговараме на повеќе теми од надлежностите на заменик народниот правобранител со канцеларија по Струмица. Господине Тимов, добра вечер, добре дојдовте во визави. Добра вечер, благодарам на поканата. Чест ми е да учествувам во вашата ценета емисија и телевизиска куќа ТВ Канал Виз. Така. Помина е првото тромесечие од 2021 година и неверојатно веќе ги имате сумирано представките кои што стигна изминатата 2020 до вашата канцеларија. Дали имаше голем број на представки и од каква природа беа тие? Вака како и секоја година, и оваа година имаме годишен извештај за 2020 година со карактеристики за тој период. Представки има намален број во 2020 година, за разлика од другите години, се разбира поради пандемијата со COVID-19. Меѓутоа, тој намален број е околу 10%, што значи сепак граѓаните многу често се обраќаат до институцијата Народен правобранител, така да имаме доста представки. Сега овој број се надополнува со телефонски јавувања, бидејќи представките до нас се праќаат по лично во канцеларијата на Народниот правобранител, по пошта, по мејл или по електронски пат. Сега е зголемен бројот на јавувања од нашите граѓани, подносители на представка по телефон. Така. Колкава е таа бројка? Колку имавме минатава година и како кореспондира хронолошки со изминатите години? До 2020 година бројот на поднесени представки перманентно растеше. Тоа покажуваше дека граѓаните имаат доверба во институцијата Народен правобранител, односно дека, да не речем најдобра реклама, дека сме помагали на граѓаните за остварување и заштита на нивните законски права. Во годишниот извештај кој го поднесуваме до централата во Скопје, а кој подоцна ќе биде изложен пред Собранието на Република Северна Македонија, имаме поднесено за 2020 година, има поднесено 131 представка, од кои 117 се решени, завршени успешно, односно процентуално околу 95%. За бројот на јавувања и примени граѓани, може да кажам помал број се примени лично. Јас сум таков да некои итни, ургентни случаеви ги примам и лично, по исклучок. Меѓутоа, поголемиот број стигнуваат по мејл, по пошта и по телефон. На што најмногу се жалат граѓаните? Во кој дел се забележува кршење на нивните права? Сега, вака, по градација, значи, најголем број представки имам примено, како и секоја година, поради повреда на постапките пред судовите. Односно, конкретно, луѓето се жалаат на постапката пред управен суд, каде постапките траат долго, односно се одолговлекуваат и за жал управниот суд не носи секој пат мериторни одлуки, меѓутоа ги поништува решенијата и ги враќа на повторно судење. Имаме случаи кога има по 2-3 пресуди од управен суд, меѓутоа првостепениот орган за жал донесува исти одлуки. Зборувам за постапки од областта на пензijско и инвалидско осигурување, постапки за приватизација на градежно земјиште и така. Што е со представки за кршење на работничките права на граѓаните? Дали може би се појавуваат такви и дали имаме некои представки кои што се може би зачестени во овој пандемиски период? Некакви повреди на правата кои што граѓаните имаат забелешки или на што треба да внимаваат пак еве во ова малку изменета година? По области имаме и поднесено представки од областта на работни односи.
Луѓето се жалат на мобинг, се жалат на неисплатени додатоци, на користење на слободни денови, особено одземање, незаконско одземање на овластување на некои работни места. Меѓутоа мора да нагласам дека најголем број јавувања во последните 5-6 месеци се и претходно се од граѓани кои им е исклучена електричната енергија и истите се принудени да потпишат спогодба за плаќање на некои долгови на рати. Овие случаи ги реферирав и во Скопје, во централата, бидејќи кога се јавувам во ЕВН, КЕТ Струмица, раководните органи ми велат дека има долг, дека е утужен долгот, меѓутоа нема пресуда. Бидејќи, дотколку имат тие пресуди, предметот ќе го проследат до извршители и тие вршат присилна наплата. Меѓутоа, за тужен, неправосилна, кога нема правосилна пресуда, долгот всушност не постои, односно не е докажано дека лицето должи. Меѓутоа, кога тој има исклучена дома струја, принудени се да потпишат спогодба и за застарени долгови, да не речем и непостоечки долгови. Во колку наврати може ли да се сетите генерално колку пати се случило ова ваква присила на еден начин на граѓаните да плаќаат долгови за електрична енергија? Значи, јас дневно некој пат примам по 3-4 повици од такви граѓани. Имам контакт со раководителите во ЕВН, КЕТ Струмица, меѓутоа тие имат право на служба во Скопје. И со нив едино писмено може да кореспондирам. И поради тоа проблемите тешко се решаваат. Јас и претходно излегов со соопштение граѓаните да не потпишуваат такви спогодби од причина што тие долгови според мене некои се застарени, некои не треба да се побаруваат и треба за тоа да се утврди правосилна пресуда. Во тој случај мора да се плати. Спомнавте дека има и случаи на кршење на работнички права. А дали има повеќе пријави од вработени во јавната администрација или во приватниот сектор? Има ли некаков сооднос, не знам, или каде се послободни чувствуваат вработените да пријават проблеми? Па точно е дека се јавува одредена стравка од одредени вработени лица и во јавниот и во приватниот сектор. Особено во приватниот сектор, бидејќи таму се приватни газди кои можат, да не речем, да ги истерат, да им дадат отказ. А во јавната администрација се јавуваат меѓутоа поретко. Поретко имаме такви преставки и поплаки. Така. Имате ли увид колку државните институции постапуваат по вашите укажувања и забелешки? Па, вака, секое непостапување по барање и укажување на народниот правобранител е кршење на нормите од законот за народниот правобранител и се смета дека ја попречува работата на народниот правобранител. Има некои институции до кои пишувам барање, нели, за информации во врска со одредена преставка, меѓутоа одговорите или каснат или некои воопшто не одговараат на нашите барања, потоа даваме укажување, односно повторно се обраќаме до истите органи, некој пат и по 3 пати, и со нагласок дека ја попречува работата на народниот правобранител, па да не речем 99% се одговараат на нашите барања. Така, значи и кога е за отежната соработката, на крајот сепак има некаков позитивен исход. Па и по ургенција тие мора да одговорат, бидејќи ние можеме да ја направиме не штета, меѓутоа да се обратиме до повисок орган и да ги пријавиме како неодговорни лица. Така. Веќе спомнавме неколку области во кои што граѓаните може да поднесат поплаки, меѓутоа за какви се повреда на права, еве да уште еднаш да потсетиме, граѓаните може да се обратат до народниот правобранител.
Значи, од сите области може да се јават граѓани со преставка до канцеларијата на Народниот правобранител, особено што постапки пред сите државни органи. Како пример ќе наведам постапка за денационализација, за приватизација на градежно земјиште во државна собственост, за остварување на право на пензија, поради малтретирање или нечовечко постапување по затвори, поради остварување право на за барање за одобрение за набавка на оружје. Сите области пред сите државни институции каде луѓето имат поведено одредени постапки. Така. Дали вие одите, сакав да ве прашам и за затворите, каква е ситуацијата во затворите во Струмица, во Гевгелија, ова е прашање кое што ќе следува, а потоа ме интересира, вие спомнавте дека одите и во посета. Дали одите самоиницијативно и во кои институции тоа го правите или мора да има некаква представка за да се случи? Значи вака, јас сум еден од тие функционери кои секој пат сака лично да ја посети институцијата, лично да се изврши увид во предметот од постапката што ја води одреден орган или институција, така да 90% јас идам лично во посета и на затвори, и на фондови, инспекции, извршители. Меѓутоа сега ради пандемијата малце сме ограничени со лични посети, конкретно во одредени органи, бидејќи мора да се чуваме и ние и да ги чуваме другите странки во постапката. И тоа е најдобар начин да се уверите кога ќе извршите увид конкретно во предметот, кога разговарате со службеното лице кој го работи предметот, ќе имате појасна слика. До некои органи се обраќаме и писмено, сега почесто писмено, по телефон. Меѓутоа, за мене, секој пат е најдобар начин лично да се оди и да се посети и изврши увид во предметот на институцијата. Так. Спомнавме затворите во Струмица и во Гевгелија. Кога последен пат сте имале контакт со овие институции и каква е состојбата во нив? Дали има и кои беа најчестите пак повреди на правата на луѓето кои што издржуваат затворска казна? Прво мора да нагласам дека имам одлична соработка со директорите на затвор Струмица и затвор Гевгелија. Лично сум бил пред неколку месеци во посета и во затворот Гевгелија и Струмица. Јас имам прошетано и низ просториите во затворот. Разговарам со секој затвореник кој има потреба од помош или поплака, преставка. Ние имаме и специјални сандачиња за преставки во секој затвор. Тие се заклучени, само ние имаме клjuč од тие сандачиња и редовно ги проверуваме. Така да голем број затвореници пишуваат преставки писмено преку овие сандачиња. Сега се јавуваат почесто по телефон. Условите во затворите се подобруваат. Особено се намали бројот на лица кои издржуваат казна затвор, бидејќи капацитетите пред 2-3 години беа преполни, да не речем 30% повеќе од оптималниот број на затворите. Сега се во оптимален број, така да полесно и раководителите се справуваат со проблемите и организацијата на тие затвори. Има ли од поплаките што ги добивате од затворениците, на што најчесто се жалеа, освен на пренатрупаноста за која што зборуваме дека сега е намалена? Па некој пат се жалат на односот на персоналот, стражарските и чуварските служби. Меѓутоа, во последно време тие преставки се намалија, бидејќи ги решивме доста проблеми. За жал, едно лице од затворот му беше даден и отказ поради незаконско постапување со затворениците. Тоа во близок период или од поодамна е таков случај? Па не е баш од поодамна, од близок период. Па тоа е еден пример и укажување на другите дека сите вработени таму треба да постапуваат согласно кукниот ред, прописите и законите за во казнено-поправните договори кај се издржуваат казните. Доколку еве како граѓанин имаме
некаков проблем за кој што ни е потребна вашата асистенција, вашата заложба, како можеме да го направиме ова? Вие спомнавте по мејл, по телефон, меѓутоа каде се тие објавени, како можат граѓаните, лесно ли се доаѓа до контакт со народниот правобранител? Па многу лесно се доаѓа во контакт, бидејќи подрачната канцеларија во централното градско подрачје во комерцијална банка Бочен влез, втори спрат. На вратата имаме 3 телефонски броеви, има имејл, во секое време може да ми се обратат странките и по телефон и по пошта исто имаме адреса, а на интернет многу лесно народен правобранител да кликнете веднаш ќе излезе страницата. Так. Со информации, со телефони, со улица, број, адреси и така натаму. Може ли да се каже дека, бидејќи има зголемување секоја година на бројот на представки со исклучок на оваа пандемиска година, може ли да се каже дека се зголемува јавната свест кај граѓаните за можностите што ги имаат како поддршка од народниот правобранител и дека можеби јавните честите настапи или пак кампањата која што се води дава резултати? Па во таа насока може да кажем дури го сменивме и законот, член 1 од законот за народниот правобранител, кој е назначен и како промотор и заштитник на човековите права. Промотор значи да ја следиме состојбата со човековите права и слободи во државата, а во исто време многу често треба да настапуваме на јавни настапи преку медиумите. Порано имаше многу често и трибини, работилници, дебатни емисии. Јас исто така може да кажем дека во вашата телевизија често сум настапувал. Во смисла да ги поттикнам граѓаните да побарат помош од институцијата, да не се плашат и најдобра реклама, реков, е бидејќи сме помогнале на многу луѓе, пати ја шират веста дека народниот правобранител успешно и помага во заштитата и остварување на нивните законски права. Так. Во однос на дискриминацијата, дали имаме вакви представки, не знам, дискриминација по родова, по верска основа или пак по некаква друга припадност или можеби дури и на ускратување на правото на слобода на говор и изразување. Што се однесува во овој тип на кршење на правата? Член и на локално координативно тело за заштита и спречување од дискриминација. Пред скоро време е формирана и новата комисија со новиот закон за заштита и спречување од дискриминација. Сега да ви кажам наједноставно, прошетајте ми Струмица, ќе видите дека има дискриминација во однос на немотни, болни, изнемоштени, хендикепирани луѓе, со самото тоа што до самите институции такво лице нема пристап. Сега вие да идете во одреден фонд, сега да не ги именувам, такво лице, например, не може да се качи по скали 2 спрата до горе за да поднесе одредено барење, да оствари одредено право. Кај мене тоа го решив на начин што имам рампа и пулт на приземјето. Значи тоа лице може да ми ѕвони, да ми се јави, да се најави и јас се симнувам доле со представка и приберам информации, документи и се поднесува на многу лесен начин представката. За жал, кај многу институции тоа не е возможно, особено лицата се жалија и за време на гласање. Има одредени гласачки места каде треба лица да се качат по скали и тешко го остваруваат тоа свое право. Так, а нема никакво решение оставено за нив во тој момент? Секој пат може да се најде решение, меѓутоа колку органите и институциите се трудат да го решат проблемот, тоа е нивно. Так. Во моментов се подготвува во април треба да почне една од најобимните статистички операции во државата, пописот на населението. Дали има некакви препораки до граѓаните во однос на пописот што следува? Секако ние треба како институција да бидеме подготвени. Пописот трае од 1 до 21 април.
ги имаме веќе добиено материјалите, законот за попис и законот, препораките за и протоколот на начинот на остварување на пописот со цел да се заштитат сите учесници од ширење на заразната болест, односно од трансмисија на болест COVID-19. Тие протоколи детално ние ги проучуваме, се однесуваат на сите учесници, особено на обучувачите, попишувачите и лицата кои имаат контакт семејствата до кои ќе дојдат попишувачите да извршат попис на домаќинствата, куќите. И особено протоколот пропишува и начин на попишување на лица кои се болни и изнемоштени, а особено заразени со COVID-19 во моментот на попишување или лицата во изолација. Тука се предвидени мерки во смисла задолжително носење заштитни маски, опрема, средства за дезинфекција, растојание и така да не ги читам, да ги кажувам сите. Значи, доста има ригорозни мерки во протоколот, се со цел да се заштитат учесниците во попис. Доколку да речеме комисијата екипата попишувачи не ги почитуваат протоколите, дали граѓаните може да одбијат да бидат попишани? Да речеме некакви отстапки од пропишаните доколку има? Па секако дека можат, ако се осетат дека е во прашање нивното загрозено нивното здравје и безбедност, тие може веднаш да прекинат со пописот, да се јават или до комисијата за попис, или слободно може да се јават и до народниот правобранител. Ние во тој момент ќе имаме отворена линија, како што беше и за изборите, во секое време може да се јават кај нас со цел да ги заштитиме нивните права. Значи може во секое време да прекинат со пописот. Се извинувам, самиот протокол предвидува ако некои лица имат двор, имат тераса, каде полесно и по заштитени ќе завршат работата, тие се препорачуваат таков начин на остварување на попис. Бидејќи ова есен имаме и уште еден изборен циклус, локалните избори ни се речиси на прагот. Да. Што е она што треба граѓаните да го знаат, препораките и кои се најчестите кршење на правата во однос на изборниот процес? Па знаеме дека секој изборен циклус и самиот претходен период на предизборниот молк имаме доста прекршување на одредбите од законот за избори, во смисла дека некои лица се спречени. Најчесто има лица кои ги нема во избирачкиот список. Таквите лица се јавуваат кај нас, па по претходни интервенции им се овозможува да бидат да го остварат правото на избирачкото право. Исто така голем број на граѓани немаат средства за лична идентификација и ургираме до МВР што побрзо и тогаш мислам дека службите работат во 2 смени и каде лицата може да извадат пасоши и лични карти за да бидат идентирани и да може да го остварат правото на избирачкото право. Господине Тимов, може ли да издвоиме некои специфични случаи на кои што имате работено во однос на повредување на права на граѓани? Па јас и ние како институција имаме право и самоиницијативно да поведеме одредени постапки кога гледаме дека се повредени правата на голем број граѓани. Така започна самоиницијативна преставка во однос на законот за оружје. Постапката за набавка, за одобрение за набавка за оружје трае со години. И бидејќи јас самиот бев член на комисијата за набавка на оружје, ги знаев слабостите и добрите страни на таа постапка,
поради што се обратив и до Скопје. Во самиот закон не е предвидена второстепена постапка, освен тужба до управен суд за лица кои не се задоволни од решението на комисијата, кој е на локално ниво при МВР СВР Струмица. Во постапката нагласив дека во законот за оружје нема комисија за ревизија на решенијата од првостепената комисија, туку дека има само правна полука за тужба до управен суд. Бидејќи сметам, не може Министерството за внатрешни работи сами да си измислуват и да си со интерни акти да си формираат комисија за ревизија. Представката беше прифатена на размислување дека треба да се смени во таа смисла или законот за оружје, да се вметне законот за ревизија и не може граѓаните да чекаат по 2-3 години за набавка на оружје. Бидејќи тоа е класично повредување на нивните права, ние органите и државните институции работат по законот за управна постапка, а роковите тука се многу важни. Други предмети е, може би, интересен е, самоиницијативно беше и постапката за чистење на местноста Турски гробишта. Тоа беше во одлична соработка со општина Струмица и јавното предпријатие, комунално предпријатие Комуналец. Гледаме дека турските гробишта сега се исчистени и сепак тоа беше ругло во центарот, да не речем, на градот. Понатаму, еве, така одејќи по тротоарот, имаше еден контейнер на сред тротоар, кој попречува нормално движење на граѓаните. Тоа беше контейнер за пластика, за стакло и по моја интервенција истиот беше преместен на безбедно место, да не го попречува нормалното одвивање на сообраќајот, особено на пешаците. Имам доста предмети уште за денационализација. Откако сум избран на оваа функција, веќе се менуваат 5 председатели на комисијата. За жал, постапките се уште траат со години, да не речем некои траат повеќе од 10 години. Интервенирам, сега чекаме информации за новиот председател кој е, да имам директна средба или контакт со него за да укажам на неколку постапки за денационализација кои не се завршени, особено некои чекаат дури за печат на правосилност. Колку случаи такви се иве со денационализација во Струмица? Колкумина Па граѓани? најмалку 10-20 случаи, меѓутоа знам дека има и повеќе. Меѓутоа сите граѓани не доаѓаат кај мене во институцијата да побарат помош. Тие се надеваат дека комисијата ќе си ја заврши работата без моја интервенција. Так. Значи, постојат ситуации во кои што ако граѓаните не забележат кршење на основните права, може народниот правобранител сам да ги самоиницијативно да поднесува постапки. Да. Има ли други такви постапки кои што имате во намера да ги поднесете, кои што можеби се уште не се поради пандемијата поднесени или слично? Па секако дека имам, доколку утврдам дека има прекршување на правата на поголем број на граѓани и лица, бидејќи за тоа не ми треба одобрение, согласност од самите граѓани. Пандемијата воопшто не ме спречува да поднесувам такви самоиницијативни постапки, да поведувам, така да во секое време може да поведам доколку утврдам повреда на правата на граѓаните. Так. Каква е соработката во државните институции, дали наидувате на проблеми при решавањето на одредени постапки? Па јас прво ќе ги пофалам голем број на институции, фондови, локалната самоуправа, инспекцијски служби, извршителите. Наидувам на многу добра соработка и според мене многу е битно на такви битни органи да има раководители кои знаат, кои се способни, стручни и знаат да го менеджираат органот или институцијата, исто така и зависи од вработените таму. Спрема мене, нели, стално ја критикуваат државната администрација. Според моје мислење, доколку таа е 75%, над 75% стручна, способна, кадарна за таа работа,
граѓаните многу полесно ќе ги остваруваат своите права и многу помалку ќе се обраќаат за помош до други институции како и Народниот правобранител за остварување на нивните права или повреда на основните права и слободи на граѓаните. Господине Тимов, јас ви благодарам вам за гостувањето во Визави. Се надевам дека ќе имаме уште теми на кои што ќе зборуваме и се разбира барем уште едно интервју во текот на процесот пред изборите, за да можете ги подсетиме граѓаните на нивните права и на можностите за реакција до Народниот правобранител. Секако ќе бидеме во постојан контакт и се надевам дека повторно ќе имаме средба во вашата телевизија. Така. Почитувани гледачи, вам ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Се надевам дека ги примивте препораките од Народниот правобранител и секогаш кога ќе почувствувате дека е прекршено некој од вашите основни човекови права, ќе поднесете представка до канцеларијата на Народниот правобранител во Струмица. Довидување.